Благодарам. Прво поздрав министерке што се појавивте веќе на 8-9 ден од расправата за ребалансот, иако е суштински и се работи за проекти кои што се во интерес на граѓаните. Сакам да истакнам дека оваа населба Јака е млада населба во општина Илинден и во времето на ВМРО ДПМН со одлука на влада се донесе за парцели од минимум 100 куќи, да 90% од трошоците да ги покрива владата. Веќе се изградени таму 350 куќи. Тоа е населба од негде со капацитет на 500 куќи. Општината го почнала и сега се бара помош од Министерството за да се продолжи овој проект. Овој проект се направи со цел да се поддржат младите и ги понуди овие можности олеснителни општината. А искрено и во вашата програма имавте вие фокус на младите на страна 128, каде што велите вака: младите се највитален дел и една од клучните движечки сили во општеството. Младинската политика треба да биде јадрото на политиките за вработување во образованието, здравството, културата, спортот и така натаму. Па еве ви можност да ги поддржите младите и да го поддржите овој амандман. Инаку, општината сама има проект за ова и 20% од 6 милиони евра се искористени и недостасуваат 4 милиони евра, затоа до денар е пишана сумата за овој проект. И доколку се одобрат, со градоначалникот веќе поразговарав, ќе може да се реализира овој проект до крајот на годинава. Инаку, од тоа што сум запозната од посетите во општината Илинден, дека луѓето кои што имаат направено веќе куќи таму, имаат продадено станови од центар, од аеродром, а пошто нема инфраструктура, водовод, кои што ќе бидат на наредните амандмани што сум ги поднела, не може да се вселат во тие куќи, па се изложени на дополнителни трошкови да земат под наем, под кирија, значи станови, и немаат услови за да се вселат. Затоа, за да излеземе во пресред на овие луѓе, предлагам, ако ништо друго, може министерке да ги намалите средствата, како што претходно се правеше тактики со предложените амандмани на колегата Реџел Исмаили, само да излеземе во пресред на младите и на луѓето во населбата Јака во општина Илинден. Благодарам. Бидејќи никој друг не е пријавен за дискусија, ја